Судијата Осман Шабани контра антикорупционерите. Во случајот Топлик, тој одлучи да не го почитува мислењето на антикорупцијската комисија. Одбраната побара став од антикорупционерите дали Борис Тунџев може да биде вештак во овој случај. Мислењето на Државната комисија за спречување корупција беше дека не сме и дека има судирни интереси, поради тоа што Тунџев истовремено е и директор на Агенцијата за катастар на недвижности. Според антикорупцијска, наградата што би ја добил вештакот не спаѓа во приходи кои службеното лице, во случајов директор, може да ги остварува. За судијата Шабани ова мислење беше неважно, со став дека антикорупцијска не била надлежна за спроведување на законот. Претходно, одбраната образложи зошто вештакот мора да биде изземен. Антикорупционерите не се единствените кои ја ставаат под сомнеш одлуката на судијата Шабани. Коалицијата Сите за правично судење алармира дека вештиот наод на обвинителството, кој што претходно судот го одбил како незаконски, бидејќи лиценцата на вештакот била истечена, го прифатил новото барање на застапникот на обвинението за изготвување нов вешт наод од страна на истото вешто лице, за кое обвинителот тврди дека дозволата за работа во моментов му е валидна. Ваквото постапување на судечкиот совет, освен што не е целосно во корелација со одредбите од Законот за кривична постапка во делот на надлежностите за начинот на кој судот може да издаде наредба за вештачење, истото влија и на непристрасното водење на постапката. Она што дополнително остава дамка на водењето на оваа кривична постапка, а во насока на повреда на правото на фер и правично судење, е фактот што согласно закон предвидено е дека судот може да издаде наредба за вештачење на начин што вештакот го определува по електронски пат со примена на правилото на случаен избор од регистарот на вештаци, а во присуство на двете страни, односно на јавниот обвинител и бранителот. Што овде не е случај, бидејќи новото вештачење е изготвено од страна на истото вештолице, определено од страна на судот. Алфа побара став од вештакот Борис Тунџев, кој рече да му се обратиме на мејл, но истиот не ни го даде, туку не упати да го побараме таму каде што требало. Алфа го побара мејлот на Тунџев и на официјалната страница на Агенцијата за катастар на недвижнини, каде тој е директор. Дополнително, на веб страницата на Министерството за правда, во информациите за Тунџев е наведено на кој датум му е издадена дозволата за работа како вештак, односно на 20 декември 2011 година. Вештачењето на Тунџев ќе биде на 7 јули, кој пак вештиот наод го изготвил за еден ден, за што алармира одбраната.